Професоре Давидковски, ви благодарам на прифатената покана да бидете дел од емисијата Агенда 35. Оваа емисија тема е реформата во јавната администрација и особено анализа на стратегијата за реформа на јавната администрација која што се однесуваше на 2018-2022 година. Оваа година завршува времето во кое што треба да бидат остварени целите кои што владата си ги зададе во оваа стратегија. Очекуваните резултати се врата на доверба на граѓаните во институциите, градење на служба на компетенции, на квалитетни услуги и транспарентни институции. Колку од ова според вас мислите дека е остварено или остварливо воопшто, особено имајќи предвид дека клучните закони кои што требаше ова да го гарантираат, како што е Законот за административни службеници и Законот за висока раководна служба, воопшто не се ни донесени до овој момент? Па видите, прво малку историјата не е лошо да се каже. Првата реформа за јавна администрација во Македонија ја донесе владата од 99 година, мај 99. Потоа на секои 5 години се носеа стратегии и како која власт дојде носи стратегија и фактички до сега јас не видов дека некоја стратегија се оствари. Значи, тоа е една пуста желба и ова се што рековте, тоа се желби. Дали имаме сервисно ориентирана администрација, дека граѓаните ја прифаќаат и така натаму, реалноста е сосема друга. Што значи недонесувањето на овие закони, бидејќи токму тие го предвидуваа она што и граѓаните почнуваат да го лоцираат како најголем проблем во администрацијата, а тоа се партиските вработувања, ненапредувањето по заслуги, воопшто неможноста да завршат основна услуга пред институциите. Дали секоја власт и понатаму ќе продолжи да ги прави професионалноста и на институциите и на вработените жртва на политичките пазари? Видите, бидејќи тоа ми е вокацијата, тоа го предавам. Кога земете стариот закон за администрација и стариот закон за вработени во јавниот сектор, ќе видите дека тој има повеќе сегменти кои што штитат партизација. Овој што го читав предлогов на законот, тоа е една карикатура од закон, каде што, например, има таму, сака да се укинат некои места и се, например, државните секретари, односно тие што се на Б1 државните советници, да им се даде, кој има над 55 години, 3 опции. Една опција да идат во пензија, втората опција да бидат распределени, кај што сакат, и третата, ако не, ќе ги стават на барабан и кај што има слободни места да бидат исто така распределени, што е нонсенс во услови на принцип. Ние имаме, нашата администрација работи принципот на работни места, значи не е принципот на кариера. Влегувате во администрација па имате 12-13 скали како Франција, например, и се знаете до кај можете да дојдете и со тек на време, со полагање, дополагање, тестирање и така натака. Кај нас се рипа тие работи, се знае ради политички и партиски интереси. И тие луѓе кои што се врв на администрацијата и вие најнаше велите на 55 години одете си. Тоа е нонсенс. Исто е тоа кога некој да рече ајде седите редовни професори на факултетите, ајде у пензија на 55 години, или некој да рече сите суди од Врховен суд, ајде во пензија кој има над 55 години. Значи врвот на кариерата кај што највише се очекува стручност, компетентност, вие нив им кажувате ај одете си, ќе си одите од администрација. Тоа не е никаква реформа и дури по стоечкиот закон, таму има тест за интегритет, па полагаат општо знаење, испити, психолошки тест и така натака. Дури колку што гледам и тие филтри за влегување, формално правно, кажам, и тие не се применува, и тие се укинуваат сега кој како сака, дојде министар, некој што лепел плакати, ќе земе ќе го вработи во администрација. Тоа е, ако е тоа реформа, по мене, не очекувам дека некој голем бенефит ќе се постигне. Законите не се пречкат, законите се добри, законите само треба да се почитуваат.
Битно е кај нас за овие изминати 30 години, да не испадне еве јас некого сакам да етикетирам. Ние имаме партизирана администрација. Ние немаме стручна и компетентна. Тоа е основно. За да имаме стручна и компетентна, треба да има политичка волја. Ниедна влада до сега немала политичка волја да направи вистинска реформа на администрацијата. Ако го земете регистарот на вработени во МИОА, во Министерството за информатичко општество и администрација, ќе видите, например, стоматолог или некој со физкултура што дипломирал, работи на човечки ресурси, а не е правник. Како тој утре решение за работа или некоја постапка треба да води? Едноставно ги измешавме лончињата. Споменавте еден од примерите со кои што се подкопува довербата во институциите, поставување на партиските кадри, но во изминатиот период слушнавме и многу други примери кои што се можеби уште пофрапантни. Директор на јавно предпријатие заминал од позицијата за да може да си се вработи во истото предпријатие, да си го осигура докрај животот, потоа бил распишан нов конкурс за тој повторно да стане директор. Некои ситуации кои што се незамисливи дури за филм сценарија, кои што би требало да бидат дел од некоја друга продукција, а не од продукција на квалитетни кадри во јавната администрација. Како ова да го искорениме? Велите добри се законите но потребна е политичка волја. Политичарите ни се тие 30 години. Ја ќе ви дам по-еклатантен пример. Например, имавме во изминатиот период директори на јавни предпријатија, на јавни институции, сами со себе склучуваат менаџерски договор. И вели, во случај кога ќе ми престане пред време функцијата, 100, 200, 300 илјади евра треба оштета институцијата или јавното предпријатие да му земат. Пазете, грото тие јавни предпријатија се загубари и тие грото сите надоме платата ја зимат малтене од буџет, еве земете железница, други, трети, знаеме сите кои јавни предпријатија како екзистираат. И сега покрај тие злоупотреби што ги прават, има судски процеси, поведоа некој, затоа што он вели како може у реалниот сектор да има менаџерски договори, и ја тука у јавно предпријатие влегол без конкурс, го избрале, ставен политички ставен, никакви резултати не покажува, отчет не дава секоја година и на крај уште бара се исклучил менаџерски договор и бара оштета бидејќи дошла друга политичка провиниенција, кај така и така на негово место друг ќе дојде и уште државата да му плаќа од буџетот да зема пари. Да, но токму Државната комисија за спречување на корупцијата, која исто така е дел од државниот апарат, почна многу прецизно да ги лоцира овие недостатоци во јавната администрација. Кој треба да реагира на ваквите злоупотреби за тие да бидат спречени, бидејќи во изминатиот период барем веќе јавно ни се познати и начините на злоупотреби и како тие се прават? Е многу едноставно. Кој треба да реагира? Оној кој што го поставил, дали е влада, дали управен одбор избран од влада кој што го поставиле у јавно предпријатие или директор или на пример директор на клиники, министрот што ги поставил и така натаму, оној што го избрал, тој треба да реагира, да го разреши. Кај нас во Македонија за 30 години никој не одговарал за квалитетот на услугите што ги пружа. Еве, например, има еве во здравство кога испадна пожарот или еве сега транспорт, ова што е автобусот, ова. Нема тука во тој ресор е направи или кога беа се пожарите летоска во Берово и така натак. Никој не одговара. Еве, пазете, имаме два, еден на ЦУК и еден на таа дирекција за заштита. Се уште ја имам од прилика мислам, 4 години е тој исти директор, се уште 3 тендера му пропаѓаат, не се сервисирани 3 авиони канадерите, тие што се загасени пожар. Ние имаме заробени институции. Тоа е проблемот во Македонија. Затоа не функционираат институциите. Тоа се све партиски војници во светот, секаде во светот докажано. Администрацијата, министерствата, јавната администрација се во функција, зборувам за демократскиот свет,
во функција на остварување на правата на граѓаните, сервис на граѓаните. Кај нас, нашата администрација е во функција на политичките партии и во функција на остварување на политиките на владата. Односно, и они затоа не ни одговарат, не ни работат. Они граѓаните ги третираат како терет им се граѓаните, а од граѓаните примаат плата. Професоре, споменавте неколку примери и набројавте неколку институции во минатото во кои што ни се случува поклопување на надлежностите поради постојањето на голем број на агенции, управи и други видови на форми на административни служби. Според вас, можеме ли да очекуваме дека Законот за организација и работа на органите на државната управа ќе го поправи ова преклопување на надлежностите, а најмногу оттргање на надлежноста од својата кожа? Па видите, тој закон е двотретински и за волја на вистината тој да се смени треба многу работа. Иако, еве, последниве 4-5 години се изнаслуштавме дека се прави наводно функционална анализа и дека функционалната анализа ќе ги расчисти проблемите со преклопување на надлежностите. Ние имаме во Македонија 32 инспектората, од тоа 13 се државни, оние кои што се во Законот за организација. Ние со посебни закончиња, што се носат со 50 на пратеници гласачи, формираме инспекторат, еве последниот, например, закон за јазици, па има агенција, па има инспекторат за спроведување на законот за јазици. Пазете, во хиерархијата на органите мора да знае, ако има министерство, органите во состав кои што се, тука се инспекторати. Тоа се диви тела на нешто што не постои. Исто елката као екитите, не можете вие наопаку да се знае врвот кој и надор. Ова кај нас ги измеша лончињата. Со секое мало законче инспекторат се формира. И сега тој инспекторат имал луѓе по партиска линија поставен директорот, работел, не работел и секој вината. Ние имаме 1246 ли колку органи. Од тие барем 20-30% никој не ги знае. Дури примаат по 5-6 луѓе кај што примаат плата, нити имаат мејл, нити имаат канцеларии и така натака. Едноставно, али битно е кога политичките партии ќе победат, за сите си знаат да си стават своји луѓе и таму. Тоа го оптеретува буџетот. А бенефитот нула. Дали мислите дека дигитализацијата ќе помогне во намалување на корупцијата и причките со кои што се соочуваат граѓаните при остварувањето на своите права пред јавната администрација, особено што земаме примери, дел од овој процес се води од Естонија, една земја која што е прилично по број на жители иста, меѓутоа е напредната премногу во овој момент. Прво, тоа многу чини. Имаме ние општини, имаме урбани, имаме рурални, така наречени, знаете, селските општини, кај што воопшто можда дали имаат компјутери или немаат и така не се мрежно поврзани. Второ, трето, имаме различни бази на податоци. Една база на податоци има Централен регистар, друга база податоци има Завод за статистика, трета има УЈП, четврта МВР, пета и така натака, кои што воопшто не се компатибилни. И како вие очекувате во овој галиематијас на разноразни и некомпетентни електронски системи, да очекувате дека да се примени Законот за општа управна постапка, да земе органот да ги прибави по службена должност сите податоци или сите папири што треба. Естонија направија за 5 години, решија ние папир нема да имаме. И во Естонија нема папир, нема ни барање писмено, све онлайн ќе си аплицирате, онлайн ќе ви пратат, на штампачот ќе си испечатите и се е тоа окей. А кај нас мора да има подпис, печат, глупости и она, кај што со милиарди долари се склучуваат договори помеѓу компании онлайн, вие знаете. Овде кај нас било што да е, мора дојде по архивски број да му се стави, архивски печат друг, округл печат, подпис на овој, подпис на оној. Ние се уште работиме 19 век.
20 век не згази, а сме во 21 век. Едноставно, треба многу да се вложи. Дур, повторувам, не се смени политичкиот код на нашите политичари. Дур немаат она политичка волја да нешто се реформира во интерес на граѓаните, не во интерес на партиите, јас не сум оптимист дека нешто ќе се случи позитивно во таа насока. Ви благодарам многу на разговорот. Благодарам на поканата.